Лицата со телесен инвалидитет од денеска ќе можат непречено да ги извршуваат своите обврски. За нивните потреби во функција е ново, адаптирано возило кое 24 часа ќе им биде на располагање за да ги пренесува каде имаат потреба. Возилото во кое е вградена рампа за инвалидска количка е донација од германската амбасада. Денеска во Кавадарци по повод предавањето на донацијата на средба со градоначалникот Митко Јанчев беше амбасадорот на Германија Томас Герберих. Јанчев се заблагодари за донацијата и нагласи дека ова возило е од големо значење за инвалидизираните лица во општина Кавадарци. Почитувани, денеска на наша чест и задоволство на општина Кавадарци е наш гостин, официјален, германската амбасадор со представништво од Скопје. Имаме денеска една убава вест за донација комбе за инвалидизирани лица или лица попреченост во движењето. Заедно со Сдруженијето Мобилност сме тука денеска, кое што комбе ќе го примиме како општина во делот на функционирањето на секојдневната работа на општината и во корист на лицата со инвалидитет. Така да ова комбе ќе ни биде на располагање од понеделник. Општина Кавадарци се зема за обврска да организира возач и комплетните трошкови за одржавка на возилото и во рамките на општина Кавадарци овие лица ќе може да го користат со претходно закажување ова комбе за нивни секојдневни потреби. Амбасадорот Герберих нагласи дека комбето е обезбедено со приватна донација во амбасадата, а со истото ќе им овозможи поголема мобилност на лицата кои се ограничени во движењето. Ви благодарам многу. Многу сум среќен што сме денеска во Кавадарци, еве по втор пат, јас и мојата сопруга во посета на ова многу убаво место. Би сакал да искористам оваа прилика да му честитам на градоначалникот за неговата добра работа што има направено од како го посетивме првиот пат па до сега. Денеска сме тука со цел да предадеме во употреба едно возило за лица со телесен инвалидитет, чии што финанси всушност потекнуваат од приватна донација во амбасадата. И сме среќни што ќе овозможиме на Сдруженијето Мобилност и на неговите членови да станат што е можно помобилни и подобро да можат да се движат. Имаме намера и понатаму да соработуваме заеднички со општина Кавадарци, бидејќи сметаме дека е многу важна соработката со општините за понатамошниот ЕУ и НАТО интегративен процес и од тие причини ветуваме дека и понатаму ќе соработуваме добро со општините. Со Сдруженијето Мобилност и понатаму ќе одржуваме блиски контакти и им посакуваме се најдобро. Михајло Михајлов од Сдруженијето Мобилност се заблагодари за донацијата и рече дека ова возило е од голема потреба за сите лица кои се соочуваат со пречки во движењето. Од моје име и во името на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност Кавадарци беспрекорно сакам да се заблагодарам на господинот амбасадор за хуманата донација, исто на градоначалникот Митко Јанчев, сепак негова идејата беше сега, од аспект на дисфункција, од здравствениот статус на било кој член од нашето здружение, со донација на ова адаптирано возило и текако се подобрува функцијата и причините и самата независност на самиот поединец за било какви негови лични причини. Така да, у секој даден момент нема да биде особата зависна од роднина, пријател, комшија или било кој друг, за да има потреба околу појдовните точки од до или потреба. Режијата на начинот на функционирање објасни господинот градоначалник, господинот Митко, така да мислам дека е ова беспрекорно, ме гледате и сами, стварно сум возбуден за тоа што сме прва општина на ниво на Македонија што на еден начин и текако се олеснува нашето функционирање од било кој аспект.